Денеска го пуштаме во употреба експресниот пат Фариш-Дреново во должина од 10,2 километри со вредност од речиси 45 милиони евра. Проект што е директна инвестиција во развојот, безбедноста и иднината на овој регион, на државата, на секој граѓанин. Овој пат е од витално значење и за Кавадарци, и за Прилеп, и за Битола, и за Ресен, и за сите општини од Пелагонијата, изјави премиерот Христијан Мицкоски. Во своето обраќање тој потенцираше дека овие пари, како во минатото, не завршија во нечии джебови, не исчезнаа во провизии, тендери и фиктивни договори, дека се тука во реални опипливи дела. Дојде време кога државата не е банкомат за моќници, туку мотор на развојот. Дојде време кога проектите не се рекламираат на хартија, туку се градат на терен. Дојде време кога парите од граѓаните се враќаат назад кај граѓаните преку проекти, патишта, училишта, фабрики, потенцираше Мицкоски. Има сериозен интерес од неколку огромни светски финансиски институции за финансирање на изградба на брзата пруга на коридорот 10, објави министерот за транспорт Александар Николовски. Тој објасни и за плановите на соседните држави Грција и Србија, чии активности се насочени кон поврзување со Македонија со двоколосечни пруги, а најави и средби во текот на летото со представници од грчката влада. Според Николовски, Грција ќе прави целосна рехабилитација на пругата од Атина до Солун, со подготвеност да ја продолжи до нашата граница, а во Србија веќе се гради Белград-Ниш и се подготвува финансиска конструкција за продолжување до Скопје. Ова не е храброст ниту бунт, ова е срам и вандализам, вака напиша градоначалникот на аеродром Дијан Митевски под видеото што го објави на социјалните мрежи, каде се гледа дека малолетници уништуваат опрема на детско игралиште. Ова не е шега, ова е штета која ја плаќаме сите. Јавно апелираме до родителите, наставниците и институциите, ваквото однесување мора да запре. Урбаната опрема не е непријател, таа е наша обврска и одговорност, стои во објавата на Митевски. На социјалните мрежи се појави видео на кое може да се забележи демолирана клупа на Водно, за која под објавата беше искоментирано од жители на Скопје дека важи за клупата со најубав поглед кон градот. Ова не е прв случај за вандализам во Скопје. Младинци малолетници како да имаат надпревар кој повеќе клупи, контејнери, детски игралишта или спортски реквизити ќе искрши. На синоќешните средби со граѓаните, градоначалникот на Центар Горан Герасимовски апелираше подземните паркинг простории да се користат за вистинската намена, а не за издавање за други намени. Тој ги запозна жителите со пилот проектот за затварање на дебармаало за возила во одреден дел од викендите, за ослободување на тротоарите од возила. Тој проект што ќе го отпочнеме во Дебармаало, планираме да го пресликаме и во другите населби. Тоа ќе биде решавање на проблемот со паркирање во сите населби на територијата на општина Центар, рече Герасимовски. Општина Бутел го продолжи рокот за финансиска поддршка за пензионерите од општината. Како што сподели градоначалникот Дарко Костовски, јавниот повик ќе трае до 13 јули, а право да конкурираат за еднократна помош имаат сите пензионери од општината, без разлика дали се приматели на старосна, семејна или инвалидска пензија, чиј што износ не е повисок од 21.909 денари. На државните патишта во Македонија од денес почна летниот времен режим на сообраќај со кој се забранува движење на тешки товарни возила со вкупна маса над 15 тони за време на деновите од викендот и за денови при екстремно високи температури. Ограничувањето не се однесува на возила кои превезуваат животни, цвеќе, хуманитарна помош, жито и житни култури и лесно расиплива стока, нафта и нафтени деривати, превоз на опасни материјали и возила кои вршат превоз за компании кои имаат склучено договори за изведување на проекти на државните патишта со јавното претпријатие за државни патишта, информира МВР. Летниот режим на сообраќај ќе трае до 31 август. Бензините од денеска се поевтини за 2 денара, а цената на дизелот се намали за 1 денар. Новата малопродажна цена на Евросупер БС 95 ќе изнесува 75,5 денари за литар. Евросупер БС 98 ќе се продава за 77,5 денари, а Евродизел БС за 69,5 денари за литар. Од Регулаторната комисија за енергетика посочуваат дека намалувањето е затоа што референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со претходната пресметка бележат намалување.
Водата во Скопје е квалитетна и безбедна за пиење, покажуваат податоците од направените анализи на 211 примероци од 47 мерни места. Секторот за санитарна контрола во периодот од 23 до 27 јуни 2025 зема 211 примероци за физичко-хемиска и 211 примероци за микробиолошка анализа на вода за пиење од 47 мерни места во градот Скопје. Согласно добиените резултати од испитувањата, сите примероци одговараат на правилникот за барање за безбедност и квалитет на водата за пиење, се вели во соопштението од Водовод и канализација Скопје. Галијата што е закотвена во реката Вардар кај Holiday Inn синоќа се запали. Во гаснењето на пожарот учествуваа пожарникари од бригадата за противпожарна заштита на град Скопје, кои со брзата реакција не дозволија проширување на пламенот. Две возила директно се судрија на раскрсницата кај собранието, а две лица се потешко повредени. Како што објави од Министерството за внатрешни работи, вчера попладне во 17 часот и 30 минути на раскрсницата во близина на собранието на Македонија се случила сообраќајна несреќа помеѓу патнички возила Ауди и Алфа. Со возило на итна помош, две лица биле пренесени за укажување помош во градската општа болница Светина Охридски и во ургентниот центар Мајка Тереза. Отворен е нов пензионерски клуб во урбаната заедница Мирче Ацев во општина Ѓорче Петров. Како што објави градоначалникот Александар Стојковски, овој простор добива нова функција – место за дружење, рекреација и секојдневни социјални активности на нашите пензионери, затоа што тие заслужуваат внимание, почит и услови за квалитетен живот. Жителите на Газибаба ќе добиваат на доместок на дел од трошоците за набавка на печки на пелети за 2025 година. Како што објавија, од општината ќе надоместуваат до 50% од трошоците за набавка на печки на пелети, но не повеќе од 30.000 денари по домаќинство. За оваа субвенција, објасни од општината, може да аплицира секое домаќинство со живеалиште на територија на Газибаба, а ќе набави печка на пелети по објавувањето на овој повик во 2025 година и ќе достави соодветна документација.